заплашувани, подкупени дури. Има сиромашни луѓе, може да го излежи за 2-3 да се, тоа е процес кој што, бидејќи од што немаме кој да го контролира тој изборен процес, поточно имаме криминален изборен закон. Или Заведени. Нас ни треба луѓето кои што седат дома, а такви беа, како што кажам, во конкретен случај, пример зборуваме се за Скопје, кога во вториот круг не излегува ни 40%. И имаме градоначалник со 95.000, а Скопје има, пример, 450.000 гласачи. Така? Не. Вториот добива 60.000, човек кој што, за жал, не само што е во погрешна политичка партија, но сепак се кандидирал без високо образование. Ајде да зборуваме за тоа. Ајде. Што мислите вие околу сето тоа? Дали е морално, дали е потребно? Видете, се зборува за некој си бравар. Тито. Бил водач. Тоа е маршал Тито. Тој бил генијалец. И во тие услови, кога тој стана маршал и кога стана председател на Социјалистичка федеративна република Југославија, тој човек имал 50 и нешто години после војната. Тој човек имал огромно искуство. И по тие околности, тој бил докажан, независно што немал факултет. И кога некој се споредува со него, тоа е мизерија.